Предновогодишен спектакл и невиден празничен блесок на Штип најавува градоначалникот Иван Јорданов. Има богата музичка програма, почнувајќи од 7 декември. Ќе бидат вклучени дечињата од предучилишна, од училишна возраст, многу здруженија, многу музички имиња, а она кое што сакаме да го споделиме со јавноста е дека една недела ќе имаме и Крисмас маркет. За прв пат во внатрешноста или во град надвор од Македонија, во Штип ќе случува Крисмас маркет. По репер на големите европски градови, како што се Будимпешта, Букурешт, Виена, Прага, Амстердам, Франкфурт и така натаму и така натаму. Целта на организаторот е следната. Ќе има огромна бина која што ќе биде поставена на сред едносмерна, смената ќе биде фантастична, ќе има кукички како што ги има по светските Крисмас маркети, ќе биде украсено со звездано небо, ќе има елка, едноставно досега Штип нема видено такво украсување. Наша цел е да ја доближиме Европа кај нас, наша цел е да направиме Крисмас маркет. Организаторот најавува вистински спектакл за сите генерации. Кирил Максим Трајковски, заедно со 5 негови колеги од Скопје, имаат новогодишен шоу перформанс за деца. Има дедомраз на нозо 4 метри, кај што ќе се движи по едносмерната од 12 до 4, подоцна има огромен број на снешковци, има кловнови, има пантомимичари, има аниматори. Во 12 во недела има трансформер шоу програм. Носиме 5 метарски джин робот. Децата го многу сакаат, ја не знам зашто станува збор, но децата го сакаат тој е жолт 5 метри од трансформерси и е одлично со некоја маска која што викаат дека ги фасцинирало децата. За возрастните најавен е Миле Кузмановски, Марија Данева, Бекри, Бузуки бенд и други изведувачи. Сето ова ќе чини 1 милион денари, а образложението е следното. Граѓаните на Штип, но и граѓаните на Истокот заслужуваат да добијат една ваква предновогодишна програма. Многу пати досега сме комуницирале зошто предновогодишно Штип не блесне во еден ваков сјај, да добие еден посакуван предновогодишен амбиент и затоа се одлучивме, како содржина во градот предновогодишно, да го подобриме амбиентот и расположението кај нашите сограѓани.